Беше активна, но во последниот период се добива впечаток дека воопшто нема некоја информација од тамо. Има ли средби бугарските со македонските историчари и која е следната средба? Дали можеби во Несебар се планира некоја средба меѓу членовите на комисијата? Не знам за Несебар. Или таа ќе биде само за Не, ова е за коридорот 8. И за тоа ќе ви кажам неколку збора. Значи се планира, да, значи постојано се одржуваат средби и има редослед веќе однапред договорен, која ќе биде следна во Софија, која е во Скопје на месец и пол, два некогаш и така натаму, меѓутоа тие средби се редовни. Членовите на комисијата се договорија заради да нема никакви политички манипулации со тоа што тие го работат таму, да има помалку таква јавна транспарентност. Дека нема потреба за некои прашања за кои што се разговара, да има таква транспарентност. Се разбира, ние имаме доверба во членовите на историската комисија, тие си ја знаат работата. Обично кога имаат одредени резултати соопштуваат. Има некакви придвижувања, може да се каже, придвижување има, меѓутоа не може да има резултати за сите периоди. Се разгледуваат одредени периоди, се носат одредени заклучоци, меѓутоа не може да има резултати брзи. Затоа велам, тоа е работа која што можеби ќе вроди со одредени резултати по неколку години, по 10 години, можеби по 15. Историски комисии разговараат со децении меѓу одредени земји. Но велам, тоа не смее да биде дел од критериумите за наше членство. А во случајов е. И внатре се протоколите. Да прашам да колку активноста и носењето на договор, постигнувањето на договор помеѓу историчарите може да влијае на развојот на настаните со Бугарија. Или тоа воопшто тоа може да се трае. Ние бевме сведоци дека од претходно кога беше потранспарентно, постојано бевме сведоци дека се наметнува некаков историски наратив од Бугарија кон нашите членови. И тие тоа не го прифаќаат. И нормално е дека не го прифаќаат. Успеа да донесат еден, фактички да остварат дел од барањата нивни за средновековието во контекст на Цар Самуил, знаете тие формулации кои што и тие не се во тука сме направиле многу сериозен компромис и влечат на кај бугарска страна, но мислам дека во иднина нема да дозволат ниту нашите членови да има било какви компромиси во работата на историската комисија кои што ќе имаат такви последици по идентитетот. Во контекст на